Постоја две причини поради кои што не може да се води постапка за помилување од страна на шефот на државата. Постапката се води исклучиво преку Министерството за правда, со оглед дека не постои законска основа за помилување без претходна постапка во ова министерство. Истовремено, избришан е членот 11 од Законот за помилување кој што претходно предвидуваше таква постапка од страна на председателот на државата. Исто така, со укинувачка одлука на Уставниот суд во 2016 година, тој член не е вратен, не е оживеан, што би се рекло со пракса, со судски изрази, така што не постои во правниот систем на нашата држава таков инструмент. Втора пречка е фактот дека имаме председателски избори и во овој период не постои начин како да се дават помилувања. Факт е дека до овој момент во Министерството за правда исто така не се пристигнати никакви барања за помилување на осудени лица за настаните од 27 април. Се што ќе се направи надвор од овие рамки би било дефинитивно кршење и на законите и на уставите, и на уставот. Не очекуваме дека председателот би се дрзнал тоа да го направи.